Ве молам со големо внимание да го проследите ова, затоа што проблемот е многу поголем од колку што изгледа. Крајната цел на двојазичноста е формирање на држава која е бинационална, односно без еден ентитет, туку со два поголеми. На тој начин, наредбодавателите на ЗАЕВ сакаат да го срушат прашањето за официјален јазик на државата, што всушност е главен проблем во спорот со Грција и основа на нашиот идентитет. Идејата е да се формира нова македонско-албанска држава, која ќе се вика поинаку и во која ќе се говорат два јазици без да има само еден. Од тука во графата за јазици на Обединетите нации ќе стои нешто ново, а не македонски јазик. Јас познавам многу однадвор што би сакале наместо македонски јазик во графата да стои јазикот на таа и таа држава. Суштината на спорот со Грција не е само името, туку и идентитетот и јазикот. Тие сакаат да го остварат тоа преку редефинирање на нашата држава однатре и да го скршат идентитетот на македонците. Тоа е крајната цел. Запамнете го ова, затоа што ако не се спротистави македонскиот народ и другите граѓани на Македонија, новие избори онака силно референдумски, потоа нема назад. Затоа е сето ова сценарио. Ако некој мисли дека е само борба за власт на СДСМ, тоа е само делумно во право. СДСМ сите знаете дека нема никаква сила да спроведува вакви работи. Ова е добро подготвено сценарио и македонскиот народ е на сериозен историски тест. Сакам денеска да упатам неколку пораки. Во вашите раце е одвуката за крај на кризата. Одвучете смело и слушајте си го срцето. Одберете заради добро. Одберете затоа што верувате во Македонија. Сакаат да ве подсенат. Тоа го прават веќе одамна. Играат на карта на внесување на гнев, раздор меѓу нас. Но нас, македонците, никогаш низ историјата не водел гневот и омразата. Туку обратно, не водела љубовта кон татковината, разумот и сваќањето што е најдобро за државата, за Република Македонија.